Пред 18 години во април месец од родители се иницираше формирањето на Сдруженијето Хемолог, кое има за цел еднаков третман за сите коагулопатии, да не се создаваат повеќе лица со инвалидитет, да има насмевки и среќни семејства. Имено оваа состојба е проблем со крварењето. Лицата со хемофилија не крварат побрзо од нормално, туку крварат подолго. Нивната крв нема доволен фактор на коагулација, ретка состојба. 1 на 10.000 лица се раѓаат со хемофилија. Таа не може да се префати од некого како настинка. Сум хемофиличар, тоест најтешката квалификација за едно лице со хемофилија да го нарекувате хемофиличар. Ние сме лица со хемофилија. Ако имаме правилен третман, сме нормални, без рогови, без останатите оние кои што луѓе не познаваат, треба прво да не запознаат. Хемофилијата се наследува од родител на дете. Гените за хемофилија А и Б се на X хромозомот. Жените кои го имаат генот за хемофилија се викаат носители и тие некогаш покажуваат симптоми на хемофилија и тие можат истата да ја пренесат на своите деца. За секое дете постои можност од 50% дека синот ќе има хемофилија и 50% дека ќерката ќе биде носител. Имате страхотни големи томоси на зглобови, понатака на мускули и секаде може да се јави или со отпор, или без отпор, или со голем напор, или со мал напор, но во тој момент самата хемофилија, самата диагноза, која што е дефект на генска состојба, имате проблем. Третманот за хемофилија во денешно време е многу ефикасен. Факторот кој недостасува се инјектира во крвотокот. Крварењето стопира кога доволно фактор ќе дојде до местото на крварење. Претходно, соодветниот фактор не беше достапен за лицата со хемофилија во Македонија. Денеска борбата на хемолог е во насока на обезбедување на доволно количини.